Постои ли картелско здружување и во автошколите? По маркетите, истражување на Комисијата за заштита на конкуренција, во кое биле опфатени над 40 автошколи ширум земјата, покажало дека има индикатори за усогласено и здружено менување на цените. Од Комисијата велат дека ќе продолжат со оваквите анализи и ќе следуваат соодветни санкции. Во тоа истражување беа опфатени над 40 на автошколи, и при самиот увид се констатирани индиции кои упатуваат за можност за нивно усогласено однесување, односно како би се рекло картелско здружување на автошколите. Ние по службена должност можам да кажам дека го откривме ова нивно усогласено однесување. Во моментов се води постапката на автошколите кои што се на територијата на Скопје и Велес. Од Националното здружение на возачи, инструктори и автошколи во телефонски разговор за Канал 5 рекоа дека не се запознаени со овој случај, но децидно го отфрлија обвинувањето, тврдејќи дека не биле дел од никакво картелско здружување. Инаку пред речиси еден месец цените за едно лице да се стекне со возачка дозвола се зголемија за 8.500 денари, односно од 24.500 на 33.000 денари само за обуката. Објаснувањето беше дека зголемувањето на цените било неизбежно поради инфлацијата и порастот на оперативните трошоци, гориво, одржување и техничка опрема, но и поради ниските плати поради кои имало дефицит на кадар во секторот. Според нив автошколите се придржувале до цените 10 години.